Од крајот на минатата недела почна теренската вакцинација во основните училишта во Скопје. Во 6 училишта се вакцинирани 100 деца. Во неколку училишта се уште има отпор од родителите и реакции од училиштата во однос на тоа како треба да се спроведува вакцинацијата. Работевме на тој проблем и во координација со Министерството за здравство, директорите на школите и локалната самоуправа. Изнајдовме решение што ни овозможи во училиштата каде не беше дозволен пристап на вакциналните тимови, а тоа е во основното училиште Кочо Рацин и во основното училиште Владо Тасевски, в петок да организираме вакцинирање на терен за децата од школска возраст. Проблемот во основното училиште Ѓурѓе Пулевски ќе го решиме во наредниот период. Ова го изјави директорот на Здравствен дом Скопје Злате Мехмедовиќ и рече дека ниту едно дете без согласност од родителот нема да биде вакцинирано. Дадени се изјави до сите диспансерски тимови кои треба да им ги дадат на родителите кои ќе бидат присутни на лице место, да ги потпишат дека се согласни да им биде вакцинирано нивното дете. А оние деца кои ќе бидат без родители треба да донесат писмена изјава од родител дека е согласен тоа да биде вакцинирано. Спроведувањето на школската вакцинација на терен не е ништо чудно и не е ништо невообичаено и не се прави за прв пат. Тоа е нешто што во минатото се правило многу успешно, многу ефикасно и на тој начин се покривала поголема група на деца кои што се вакцинирани и затоа пристапивме на еден ваков начин да го решаваме делот на проблемот што го имаме со епидемијата со невакцинирани деца. Ниту едно дете категорично тврдам дека нема да биде вакцинирано без согласност на родител. Според списоците кои ги има Здравствениот дом Скопје за невакцинирани деца во училиштата, вкупна бројка е 3700, а само во основното училиште Кочо Рацин има 98 кои се потенцијално изложени на ризик да бидат инфицирани од морбили, сега кога се наоѓаме сред епидемија. Вакцинацијата се одвива во услови какви што ги има по школите, се одвива согласно позитивната медицинска пракса, се користат секогаш стерилни сетови за вакцинација, се користат ракавици, се создаваат стерилни услови на самото место, каде треба да се аплицира вакцината, така што децата се безбедни од тој аспект, информираат од Здравствен дом Скопје. Инаку Комисијата за заразни болести даде препорака против морбили да се имунизираат и бебиња со наполнети 6 месеци. Но во вакциналните пунктови се уште не добиле таква насока од Министерството за здравство и вакцинацијата се одвива согласно правилникот за имунизација, кој значи дека од 9 месеци нагоре, поточно од 12 месеци, се прима првата вакцина за морбили. На клиниката за инфективни болести до вчера имало 21 пациент со морбили, од кои 7 се возрастни и 14 деца главно под 1 година. Од прогласувањето на епидемијата во декември до сега се регистрирани 280 заболени, а тројца починаа.